Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Македонска Каменица е град познат по рударите. Рударско градче, релативно нов, млад град, кој што успева да биде високо на агендата, да кажам, на сите кои што доаѓаат и раководат со него. Кога се спомне општина Македонска Каменица, првата асоциација е дека е тоа рударски град, дека во близина е еден од најголемите рудници во Европа, богат со олово-цинкова руда. И тоа е, можеби, првата асоциација која што ќе го наведе секој да го спои градот со рудник Саса. Меѓутоа, општина Македонска Каменица е во последните години од низиниот развој, посебно во мојот мандат, е препознатлива и по сосема една поинаква димензија. Ако имаме во предвид дека и јас како жена градоначелник сметав дека родовата сензитивност треба да биде особено високо на мојата агенда за развој на општина Македонска Каменица, и со тоа планиравме и го остваривме тоа што го планиравме, односно развојот посебно на спортот, давајќи акцент на женскиот спорт. И мора да признаеме дека последните години, особено последните 2 години, иако се соочивме со пандемијата, ние веќе имаме женски шампиони, тоа се шампионките од женски фудбалски клуб Каменица Саса, веќе втора година поред излегуваат на меѓународна сцена. Еве, оваа година за прв пат ќе играат со Јувентус. Тоа ќе биде во месец август. Потоа го имаме женскиот кошаркарски клуб, кој што морам да се пофалам дека сме единствена општина во поскоро време која што се закитила со два трофеи. Тоа е освојувањето на купот и плејофот, така да и тој клуб сега излегува на меѓународна сцена во Јадранската лига. За сето ова да се постигне и да се стави акцент токму на развој на женскиот спорт, што е високо на агендата и на владата, се потребни финансиски средства. Уште со почетокот на мандатот 2018 година ја увидовме потребата од дополнителни финансиски средства и значително го зголемивме буџетот за поддршка на спортовите. Покрај поддршка на женскиот спорт, значајно го поддржуваме и машкиот спорт, затоа што тоа е потреба на младите. Ако сметаме дека младите треба да ги извадиме на улица, да ги тргнеме од IT опремата која што секојдневно веќе стана дел од животот, е да ги мотивираме да излезат надвор. Што е тоа што младите ги мотивира да се приклучат кон овие спортски клубови? Тоа се успесите кои што тие ги постигаат. И можам да кажам дека за овие 2 години можеби и 3 пати е поголем бројот на млади кои што се вклучуваат во овие спортски клубови. Да, со фактот дека има значаен прилив на средства во буџетот од рудникот. Очекувањата од еден градоначелник се прилично големи, особено кај вашите сограѓани. Како тоа ви беше како позитивен притисок за да останете на оваа позиција? Убаво е чувството кога знаете дека имате стабилна општина и можете она што сте го ветиле или она што ќе излезе во текот на мандатот како потреба да го реализирате. Тоа е чувството на сигурност дека можете да им излезете во пресет на граѓаните. Но од друга страна можам да кажам дека и во разговори и споделување со другите колеги за барањата на нивните граѓани, дека сепак барањата на граѓаните во општина Македонска Каменица се на едно повисоко ниво. Тоа е, нели, она изреката колку повеќе имате, толку повеќе трошите, меѓутоа па сепак ќе кажаме задоволство да можете барем до некаде да им се излезе во пресет на граѓаните. Секогаш може повеќе, секогаш може подобро, но важно е рационално да се трошат средствата и да се задоволуваат потребите на граѓаните. Какви се барањата на граѓаните? Населените места ви се прилично расширени, има се уште места кои што очекуваат од вас дека ќе изградите некаква основна инфраструктура, што е различно од таа во градот? Па можете да видите дека кога објавуваме дека градиме локални патишта кои што се во најоддалечените места на општината, еве сега во моментот се асфалтира
пат кон Косевица. Во коментарите можете да видите дека таму има 2-3 куќи, па таму има малку луѓе, па дека потребата во погусто населениот дел е поголема. Па веднаш имате коментари, а па кај нас кога? Јас секогаш ќе кажам дали има 2, 3, 5 луѓе не е важно, важно е на луѓето и најоддалечените и едно семејство е на сите да им се обезбедат еднакви услови, еднаков квалитет, еднаква пристапност до институциите. И како правилно се покажува и таквите инвестиции затоа што кога веќе добро ќе биде покриено некоја рурален дел или селска средина со добра инфраструктура, тогаш постои можност за иден развој. Токму еве како пример ќе го спомнам патот кој што поврза две села, тоа е Косевица и Луковица, веќе таму ако отидете ќе видите дека после изградбата на тој локален пат веќе има изградено нови викенд куќички, веќе има многу повеќе обработливи површини, така да ќе продолжиме понатаму затоа што во програмата ветивме дека и руралниот дел од општината ќе има еднакви можности за развој. Така, вие бевте добро позната како по претходната професија што имавте пред да станете градоначалничка. Во таа смисла, колку луѓето познавајќи ве вас како личност, очекуваа дека ќе направите многу за нив? Претходната професија е нешто сосема поразлично. Благородно, секогаш кога пружите рака на некого и му помогнете, доволно е во неговите очи да видите благодарност. Градоначалничката функција е нешто сосема поразлично. Тука веќе се други очекувања и ако се случи нели на некој кој што од порано му се нашле во било која ситуација и сега очекува па тука нешто да добие, најчесто се работи можеби за решавање на полични проблеми, не се работи за јавен интерес. Наидувам секогаш на она, па јас верував повеќе во тебе, па зошто ова не го направивте, меѓутоа кога ќе им посветите внимание на луѓето, знам дека луѓето и бараат и сакаат внимание, кога ги им објасните дека јавниот интерес е пред се, верувајте дека секогаш наидувам на разберање. Во однос на она што значи редовни средби, знам дека секогаш кога зборуваме за одредени проекти, велите тоа го бараа граѓаните на непосредните средби. Зошто ви се толку важни тие средби? Па јас пред да кажам такво нешто, сметам дека можеби и немаше доволно такви средби непосредни за да се утврдат буквално сите приоритети. Затоа што некогаш често пати ја следиме програмата нели за развој која што се донесува на совети заедно со советите. Затоа што тоа е вистинскиот начин. Кога вие на вакви јавни средби, на вакви дебати ќе ги утврдите приоритетите, никој не може да ви приговори тогаш што е вистинското, затоа што заклучокот на крајот е дека тоа е најдоброто за целните групи. Да, кога пишувате одредена програма, веројатно тргнувате од тоа што според вас би било идеално за македонска каменица. Меѓутоа кога разговарате со луѓето, претпоставувам се поместуваат малку тие приоритети. Па како да се најде таа средина? Тука веќе од визијата која што и јас како градоначалник и мојот тим имаме за македонска каменица, тоа е енергетски независна општина, потоа општина со нулта карбонизација, значи декарбонизација на самиот амбиентален воздух, потоа обновливите извори на енергија, енергетската ефикасност е нешто што за луѓето е можеби малку, да, не можам да кажам дека не е приоритетно, нешто што треба да дојде во втор план, а задоволувањето на потребите во смисла на градење на инфраструктура е во прв план, јас се сложувам со тоа, па сепак наоѓаме еден баланс за да можеме и оваа агенда да ја спроведуваме, но и од друга страна да ги задоволуваме потребите за решавање на инфраструктура, затоа што мораме да се согласиме, тоа е есенцијалното за функционирање на една општина. Така, и овде во моментов кај што стоиме е дел од она зелена агенда, да кажам, на општината што ја форсира. Кеот кој што е уреден, а и понатаму целиот дел кој што следи. Веројатно потребата дојде токму од еден од тие ваши средби што ги имате. Па да, во моментот се наоѓаме на познатиот уреден кеј на Каменичка река, кој што години наназад се уредувал дел по дел.
На нас ни остана да ги уредиме уште двете стационажи. Еве сега за некој ден започнува уредувањето на последниот дел каде што ќе се гради Мајор и Минор Корито. На 100 метри подолу веќе во подмината фаза изградбата на паркот Младост, за кој што секогаш, па и сега ќе кажам, исклучително се гордеам затоа што и тој дојде како резултат на учество на младите во изготвувањето на самиот проект. Идејното решение е на наши млади архитекти. Според тој идејно решение се изготви и проектна документација и еве сега сме на крај на реализација. На 28 август ќе биде свеченото отворање. Паркот е на некаде околу 5.500 квадратни метри со различни содржини од најмладите до најстарите и тој ќе биде дел од целокупниот проект за уредување на кеот и во завршна фаза сме веќе за докомплетирање на проектната документација за осветлување на кеот на река Каменичка. Бидејќи последната јавна набавка не успеа заради рапидниот раст на железото на пазарот, но се надевам дека овој пат и овој ризик го имаме предвидено, до крајот на октомври треба веќе да биде целосно осветлен и тоа ќе биде, знам дека ќе биде местото кое што ќе биде најмногу експлоатирано од сите категории на граѓани. На крајот сте од овој мандат, што е тоа што сакате да го истакнете како нешто по што ќе останете запаметена во текот на вашиот мандат пред сограѓаните? Јас пред да станам градоначалник, бидејќи бев советник во општината, 50 години живеам во оваа општина, ги знам потребите на граѓаните, нивните желби, нивните барања, начинот на кој што треба да се пристапи за решавање на проблемите се. Што е она пошто сакам да останам запаметена е тоа што пред во моментот кога го добив мандатот им ветив на луѓето слобода. Слобода на изразување. Дека после 15 часот тие ќе бидат со своите семејства. Дека со политика ќе се занимаваат само политичарите. Тоа е слободата на бизнис секторот. Верувајте, не го зборувам тоа на памет, контактирам со добар дел од нив кои што порано беа успешни бизнисмени, продолжија во мое време да бидат успешни бизнисмени, се надевам и понатаму ќе продолжат слободата која што тие чувствуваат. Нема притисок, секој може да работи тоа што го сака, за тоа што е добар. И што е тоа што би сакала да се промени ние во програмата понудивме нематеријална поддршка за сите оние кои што сакаат и имаат оригинални бизнис идеи, тоа е простори, советувања, меѓутоа тоа не се види како доволно примамливо за младите или пак не доволна отскочна дацка да тие започнат во своите бизнис идеи. Тоа што треба да го направи секој еден градоначалник е финансиски да ги помогне нивните бизнис идеи и да застане за нив, значи тоа се неповратни кредити како што знаат да ги прават соседните држави за да можеме на младите, а особено на жените предприемачи да им се даде ветер во грб и да се охрабрат да започнат свој бизнис. Вие имате неколку добри женски иницијативи овде кои што имаат започнато бизнис. Дали можеби кога зборуваме меѓу млади и жени, жените се тие што се обидуваат да направат нов импулс на Каменица? Кога зборувам за жени кои што имаат бизнис идеи веќе работат, за жал нели со своји сили, меѓутоа знам дека добар дел од нив користат и државни мерки. А кога ќе кажам жени и млади, верувајте дека во тие жени и млади, ако земеме млади се и млади и жени се повеќе. Така да знам дека во иднина сепак жените ќе бидат повторно двигатели во општината и уште еднаш ќе кажам, општина Македонска Каменица е женска општина и жените ја владеат Македонска Каменица. Така, кога станува збор за локалниот економски развој, 1,5 година имавме пандемија. Колку пандемијата се одрази врз идеите за развој, посебно на малите бизнеси? Како општина сметам дека сме можеби една од ретките кои што доста успешно се справи со целата таа приказна. Не сакам изгубените жртви да бидат статистика, мене ми е жал за сето тоа што се случи. Меѓутоа заеднички со рудник Саса, заеднички со напорите на самото население, можам да кажам дека релативно добро излеговме од целата таа ситуација. Зборувам во смисла на зачувување на здравјето на граѓаните. Морам да спомнам дека малите и кревки
бизниси, посебно во текстилната индустрија, не го издржаа тој товар и 2 или 3 од нив се затворија. Се надевам дека веќе со справување, нели, со намалување на целиот тој бранд, дека ќе смогнат сили повторно да се вратат во тој колосек, затоа што Македонска каменица покрај Штип има своја текстилна култура, е познат текстилен град. Малите бизниси се обидовме колку можеме да им помогнеме како општина и ние сме, ќе кажам, една од ретките општини која што не баравме донации за дезинфекциони средства, за маски, туку ги купувавме од нашите конфекции, за да им помогнеме тие да поделат плати. Потоа склучивме договори за дезинфекциони средства со двете локални аптеки, на тој начин ги подпомогнавме. Донесовме програма во времето на најсилната пандемија, каде што сите угостителски објекти можеа да доставуваат храна до дома, со нормално, нели, во соработка и со полицијата, но и со мерките кои што ги предвиде владата. Потоа ги ослободивме од одредени давачки за да им го олесниме целокупното работење и се надевам дека со субвенционирање на платите од државата дека не толку не го почувствувале тој товар. Пандемијата подразбираше и дел од предвидените проекти да се одложат за некое неодредено време, но истовремено и пренасочување на средства. Што ве забави? Во што ве забави таа пандемија? Околу средствата, ја морам да кажам, јас сум здравствен работник, знам дека во буџетот секогаш се потребни средства за нешто непредвидено. Макар да на крајот на година, дај Боже, тие средства да не бидат искористени, ние во буџетот имавме доволно средства за справување со пандемијата и тие средства ги искористивме. Единствено што не забави во развојот е она што општина Македонска каменица е пооддалечена општина, сите изведувачи се наоѓаат надвор од општината, така да неколку месеци се додека траја мерките, воопшто немаше градежни активности, што одложи добар дел од активностите, но се надевам дека еве оваа година засилено се работи и дека ќе успееме тоа да го надокнадиме. Што остана за работа уште? Многу. Да, ние минатата година ветивме во програмата нова општинска зграда, но пак ќе кажам, кога објавивме кај населението која локација би ја одбрале, пошто имаме две и секогаш сакаме граѓаните да бидат тие кои што ќе одлучат таков важен проект каде би бил, во пораките од граѓаните рекоа дали сега во ова време ова ви е приоритет. Во моментот подготвуваме целосна документација, така да проектот останува да се реализира во наредната година. Тука се инфраструктурните проекти, остануваат 3 градски улици кои што во наредниот месец дена ќе бидат распишани. Водовод и канализација, малку што е карактеристично за нашите селски средини е дека не се покриени со организиран водовод и канализација. Последните 2-3 години се трудиме да можеме повеќе мали да ги предвидиме со по еден проект, затоа што самата конзистенција на теренот, самиот начин на кој што се уредени селата од разбиен тип е скоро невозможно да се направи такво нешто. Меѓутоа, како што налагаат условите, така ќе ги решаваме проблемите. Еден од многу горливите проблеми е нечистата или бактериолошки неисправната вода за пиење. Тоа ми беше високо на агендата уште во предизборието. Со што се соочивме во текот на имплементација на целиот тој проект е отпор кај населението во смисла дека ние и досега сме пиеле нехлорирана вода, зашто сега би ни ја хлорирале, така да од 10 планирани хлоринатори ставивме 5 во 5 селски средини и понатаму ќе работиме на свеста на граѓаните дека единствен начин да добијат бактериолошки чиста вода е сепак хлорирањето. Така да остануваат многу проблеми се јавуваат и тековно, затоа и секогаш не се движиме по програмата која што сме ја ветиле пред граѓаните, туку честопати ќе излезат проблеми и приоритети кои што се тековни, па како има потреба така ќе се реализираат. На крај од мандатот, од аспект на она што значи соработка со централната власт, но пред се законодавството, што е тоа што очекувате дека ќе биде променето во наредните години со цел подобро работење на локалната власт? Сметам дека и другите колеги го споделуваат истото мислење, дека е
потребна поголема самостојност на општините со повеќе пари нормално, зголемување на данокот на додадена вредност, на персоналниот данок, на фискалната децентрализација, на пренесувањето на надлежностите во општината, затоа што никој подобро не ги познава проблемите од градоначалникот и општинската администрација на граѓаните. Кога вие сте поблиску до граѓаните, имате ингеренции да ја решавате, например, социјални прашања, тука се водостопанство, шумарство, доколку ги имате надлежностите, секако дека многу поуспешно ќе ги решавате проблемите. Општина Македонска Каменица е една од ретките општини која што во моментот на сопствен трошок прави детални урбанистички планови на 80 хектари, но и урбанистички планови во селата. Благодарно сепак и на добрата соработка со централната власт е токму урбанистичките планови за селата се финансирани преку мерките 322, 321, 323 кои што се нели преку Агенцијата за финансиска поддршка, потоа има локални патишта, но што е тоа што сакав да кажам за урбанистичките планови? Бавни се процедурите и граѓаните губат трпение. Ако треба да решите некој важен инфраструктурен проект, посебно во градот, и кога во тек ви е подготовка на детален урбанистички план, вие не можете да превземете ништо за да го решавате. Одиме современи решенија кои што кај луѓето раѓаат скепса дека да, ако е решението времено, кој знае кога ќе дојдеме до трајно решение. Се надевам, веќе се радувам и на тоа дека се менат дел од законот за градење, дел во урбанистичкото планирање, каде што знаете дека се формира партиципативни тела, тоа се тела составени од граѓани кои што даваат своји мислења, дека овие процеси ќе се забрзат се во интерес на развојот на општините. Колку таа бавна административна процедура ги забави вашите планови за реализација? Ако кажам дека за овие 4 години е донесен само еден детален урбанистички план во кој што имаше некаде околу можеби 15 нови парцели за изградба и тие во моментот сите се распродадени. Во мојата општина се бара плац повеќе, се бара стан повеќе, значи потребите се големи и сите овие процедури, надлежни министерства, нивната поврзаност меѓу себе значително го забавува целиот тој процес. И сега доаѓаме до прашањето колку градоначалникот треба да биде добар менаџер, а колку добар управувач со проблемите и емоциите на граѓаните. Па, од една страна треба да се балансира, но луѓето сепак не ги интересира балансот, имаат потреба. Што е тоа што ете, како градоначалник, токму и околу овие урбанистички планови е личното мое ангажирање, одење по институциите, забрзување на работите, објаснување на важноста на сите тие работи и верувате дека вродува со плод. Која е вашата визија за Македонска Каменица во следниот период, независно од тоа дали вие ќе бидете на оваа функција или некој друг? Визијата е целосна енергетска независност. Македонска Каменица има потенцијали, тука е реката на која што се наоѓаме. За таа цел изработивме физибилити студија за потенцијалите на Каменичка река и огромни се нејзините потенцијали. Ако ви кажам дека моќноста која што може да се произведе со еколошки мали турбини е 1,2 мегавати, што значи дека цела општина би се задоволиле потребите. Искористувањето на сончевата енергија, потоа обновливите извори на енергија, тоа е иднината и тоа е правецот во кој што Македонска Каменица треба да се развива. И за крај, очекувате ли каменичани да ви ја дадат својата доверба и зошто би било тоа? Се надевам дека сум оставила впечаток, дека за овие години се трудев да им излезам во пресет, дека ќе имам нивната доверба. Толколку не, се заблагодарувам на досегашната и Ви се вратиле понатаму онаму каде што и бевте во здравствениот сектор. Во здравствениот да, не знам дали на истото место, но секако тоа е, пак ќе кажам, една од најблагодарните работи кои што може да му се случат на човек, најблагодарната професија. Ви благодарам за времето. Ви благодарам јас. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk